Оставки и преодна влада Зоран Заев побара синоќа од говорницата во универзалната сала. Барам владата на Груевски веднаш да поднесе оставка. Бараме да се формира формат на преодна влада, која што ќе има мандат да ги обезбеди неопходните услови за спроведување слободни, фер и демократски избори во Република Македонија. На неговото барање речиси истовремено МВР му одговори со нова кривична пријава. Во својство на службено лице, градоначалник на општина Струмица, на лице од Струмица, директно за себе и за друг, му побарал подарок од значителна вредност во износ пресметан од по 2 евра за 1 метар квадратен градежно земјиште во Струмица. Секако новата кривична на Заев на Бихачка ја дочекаа на нож, иако тврдат таа немало да ги поколеба. Поднесената или наводно поднесената пријава, што во целост беше опишана вчера на трибината на Социјалдемократскиот сојуз, со ништо и нема да го поколеба Социјалдемократскиот сојуз, нити пак Зоран Заев да продолжи со објавување на вистината за Македонија. Што ова значи за и така комплицираната политичка состојба? Можно ова што се прави да дојде до еден граѓански конфликт, да дојде до еден меѓупартијски конфликт и последиците од тоа ќе бидат навистина несогледливи. Но како граѓаните реагираат на опозицијското барање за преодна влада? Дали преодна влада ќе го реши проблемот во Македонија? Не знам, не се бавам со политика. Може да го реши? Може? Не. Зошто? Таа си влада добра. Треба да седнат да разговарат. Овие дилеми во одговорите упатуваат на ефектот од досегашните бомби на Заев, но и на довербата која власта ја има кај граѓаните. Како се ќе се заврши е крајно неизвестно.